Ден на жалост во Штип. Брегалница посилна од колегите кои очајнички ги ваделе затворските чувари Ристе Шалев и Коце Петров од реката. Чардаклија и Железничка денес ечеа од лелека и плач на најблиските и колегите кои се собраа на едно место за да се простат од Ристе и Коце. Цела ноќ не сум спала, ќерко. Јас не сум се спала. Потресени сме, младо дете за никаде. Да остае детенци, жена, мајка, таткова, брат. Не знам што да ти кажам, жално е многу тешко. Жалосно е. Како не е? Ја го ни година нема син да има. Неког го остава. Чардакијата ош по-жално е. Тоа е едното брат Чутепа у војската. Са ова тука се утепа у реката. Но тоа нешто поболно нема. Пострашно нема. Трагедија голема. Тешко на родителите се, што друго да кажам. Две дечиња има, машко и женско. Како не сум потресен, ја секој ден сме заедно. Како не. Над најблиските се уште лебди дилемата како тие загинаа, но најверојатно се удавиле во реката откако возилото со кое излетале од патот со кровот надолу паднало во реката. Од ударот се скршило задното стакло на возилото, а водата за многу кратко време ги одвела во смрт двајцата колеги. На лице место е испратено едно противпожарно возило, 4 пожарникари, од коритото се извлечени 2 лица. Од страна на доктор на итната медицинска помош, на местото на незгодата е констатирана смрт кај возачот и сопатникот. Трагедијата се случила во близина на 4-тиот километар, кога Ристе и Коце оделе трета смена на работа во Штипскиот затвор. Само трагите на кочење сведочат за страшната трагедија која вчера се случи на ова место. Токму овде двајцата колеги излетале од патот и завршиле во реката, на едно од најлошите места по течението на Брегалница. Овде темната и студена вода за секогаш ги зароби Коце и Ристе, а нивните колеги и пожарникарите ја изгубиле битката со реката за нивниот живот. Местото на смртта на Коце и Ристе е место каде Брегалница е најдлабока, околу 2 метри, а секаде наоколу се дрва. Тие паднале на единственото место од каде нема препрека која падот во Брегалница ќе го спречила. Коце Петров е татко на 2 малолетни деца и единствена утеха на родителите откако во конфликтот во 2001 година загина неговиот брат, бранителот Владко Петров. 30-годишниот Ристе Шалев пак пред 8 месеци се радуваше на својата прва рожба, синчето на кое не успеа да му го прослави ниту првиот роден ден. Двајцата ќе останат запаметени како коректни колеги, соседи и пријатели, исклучителни професионалци во својата работа и луѓе за пример. Нивната и смртта на Маријан Ордев од пред 4 дена Штип го зави во црно. Општина Штип изразува длабоко сочувство до семејствата на починатите, како во вчерашната сообраќајна несреќа, како и на момчето кој што загина непосредно по Нова година. Тоа беше и повод градоначалникот на Штип денешниот ден да го прогласи за ден на жалост. Полош почеток на годината Штип немал никогаш, а во својата историја не толку одамна градот памети идентична сообраќајка во која згаснаа 3 млади животи на враќање од Скопје. Неколку години претходно, 4 штипјани загинаа кај Кадрифаково во верижен судир.